На пат за Витлеем. Ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануел. Пророкот Исаја јасно навестува дека Христос ќе дојде. Тој вели: затоа самиот Господ ќе ви даде знак. Девица ќе зачне и ќе роди син и ќе го нарече Емануел. Името Емануел значи Бог е со нас. Ова пророштво 7 века подоцна се остварува совршено. Бог дојде да биде со нас. Но ова пророштво е актуелно и за нас денес. Бог е со нас. Тоа значи дека Бог не е далечен наблюдувач на човечката болка, на стравовите и слабостите. Тој влегува во нашата историја и во нашето секојдневие. Во Христос Бог станува близок, допирлив и присутен во секој момент од нашиот живот. За нас денес ова значи дека не сме оставени сами во нашите борби, сомнежи и страдања. Рождеството не потсетува дека Бог е со нас во темнината, во радоста и во неизвестноста, повикувајќи не на доверба, надеж и отворено срце за Неговото присуство. Предизвик. Во текот на оваа недела одлучи свесно да бидеш знак дека Бог е со нас за некој друг. Посети или јави се на некој кој е осамен. Охрабри некого што се бори со страв или тешкотија, со болки, со болести. Или прости таму каде што има рана, поделба. Со едно конкретно дело на милосрдие направи Божјото присуство да биде видливо и допирливо во секојдневието. На пат за Витлеем.